Адам и Ева истерани од рајот. Чита Александар Станојков. Од која му грешија на Бога Адам и Ева и истерал од рајот надвор. Прошетаа околу рајот некој саат и бидејќи било приквечер се стемнило. Седнале до едно дрво и уплашени од темницата се пулеле и назад и напред и надесно и налево од страхот од темницата. Ах, ево, ја велел Адам. Зошто ми излага да кастам од дрвото и да му грешам на Бога, и да сум истеран од светлиот рај, да седам во оваа темница со страф и трепет без да имам некој при мене. Леле, јас сировав, дали ќе имам избавиште од ова страшило што ми издаклапушило сега. Ева само слушала и овкала и прстите од рацете се и кршела, а пак Адам, плачејќи и овкајќи се, туткал со Ева и од страф на темницата си и покривал очите со рацете. Сето тоа ѓаволот беше го слушал и не му се казал на Адам и Ева, дори приближило зора да пукнет. О, добро утро, Адаме, и ти Ево, му рекол. Што сте се уплашили и сте се стуткале? Дали вам Господ ви истерал као што ме истера мене? Море ѓаволе, му рекла Ева, небат кабајет Господ што да истера, туку ти ми имаш кабајет што да излага да кастиме од дрвото и да место да ни се отворат очите, еве ни се затворија од оваа лоша и страшна темница што да клапушила. Не бојте се, Ево, не бојте се, рекол ѓаволот. И да страшете се од темницата, ти јас сум цар на неа. Сега брго ќе одам и ќе ви донесам светлина. Немајте гајле, нели ве донесе късметот под мојата рака, само ако ме слушате мене што ќе ви релам, царе и ќе бидете на земјата. Што сакате ќе си правите. Оф, море ѓаволе, оф, море брате, му рекол Адам. А ако ни се најдиш на овој саат и да ни донесиш бело видело, нема никој пат да те заборавиме. Пеќи, Адаме, му рекол ѓаволот. Потрете со Ева малце дури да дојдам за да ви донесам бело видело. Ама гледај вамо, Адаме, не бој нешто пишуват после да се сториш и да се откажиш од мене. Брате ѓаволе, зборе тоа да се откажам од тебе, ни во веќе нема да се откажам, вака да ме знаеш ти мене. Подај малиот прста да се заортачиме, му рекол Адам. Моште арно, Адаме, му рекол ѓаволот. Лели велиш така, ај удри си прстот на плочава што е пред мене, за да ни е салам работата и зборот. За од сега вамо да ќе бидеме браќа и челат твои што ќе ти се родат, живите да бидат твои, умрените мои. Се сврте Адам од кај Ева и ја рече, Ево, што велиш на ова згора? Дали да удрам прстот на плочава за да бидеме ортаци на челата со ѓаволот? Ете, тој вели, живите ќе бидат наши, а умрените да се негови. Лели, живите ќе бидат наши, му рекла Ева, умрените нека се негови, само виделите да ни донеси. Да удри му прсто и ич не бој се. Од кога чу Адам од жената си Ева тој збор, склони да си удри прсто на плочата што му ја покажа ѓаволот. Ај кажи ми бре ѓаволе, му рекол Адам на ѓаволот, како да го удра прсто на плочата? Му ја ватил ѓаволот раката десна на Адама и му го надраскал со ноктот прстот, та го раскрвавил и писал со крвта седет за умрените да бидат од ѓаволот, а живите од Адама. На часот ја грабнал плочата ѓаволот и летал со неа, та ја однесол во реката Јордан во најдлабокото место и дури се вратил од Јордана, се раздели. Едно дошол пред Адама и Ева ѓаволот и му рекол, Адаме и ти Ево, видовте од вие донесам виделината? Ај сега станете да ве научам да си направите куќа. Стана Адам и Ева и тргнаа да одат по ѓавола да ја учи да си направат куќа. И водил по себе и учил ги олштиње. Близу приквечер и натерал да соберат суи дрвја и да си направат една колиба. Клај го ова дрво, Адаме, му рекол ѓаволот, со чепорешкава одесно. Клај го друго одлево на еден чекор, на широко стави и двата краја горе. Клај едно сгоре и клај друзе од страните, така. А сега набери трева, наврлај на дрвата и влезете си со Ева внатре да си спиете и ич не бојте се, дури сум жив јас. Зеде Адам еден остар камен, како што го учише ѓаволот,
заради местото кај што ќе праеше коливата и ја направи како што го учеше ѓаолот и си влегол со Ева да си седи. Од тој ден веќе Адам се со ѓаолот си живеел и го слушал се што му велел. Покрај Адам и Ева со сечелата му го слушали и него и биле, при се што беше си дал Адам имза за од која ќе убрат децата од Адама да бидат негови. Од кога убрал Адам, си влегол во вечната мака при ѓаоло и седел тамо, дури дошол Христос на земјава и се крстил во реката Јордан од Јоана. Кај што застадал Христос во Јордан била плочата со имзата од Адама што му ја зел ѓаолот. Со крштењето Христово се скидал седето од Адама и кога влегол Христос во вечната мака, го изваил Адама и сите му синови. Само еден остаил Христос во вечната мака. Тој човек во вечна, кога се видел сам, сакал да излезе од вечна, ама не можел. Измислил еден маривет. Зел коноп и ватил да сучи ортома многу дебела. И дошол еден ѓаол да го прашал заошто и сучел ортомите. Тој му рекол, ќе и врзел сите ѓаоли и ќе и носел при Христа. Кога се научиле ѓаолите оти ќе и врзувал, сториле еден мезлич и се собрале сите, да ти го грабнале човекот и ти го изврлиле од вечната мака надвор. Од тога и давамо, немало никој веќе во вечна мака.